Време е за малку поинспиративни теми, разговори, особено за дамите кои што знам дека со огромно внимание ќе го следат разговорот со нашата денешна гостинка Анета Механџиска, основач на Сдруженијето Јас сум жена. Основачка, се извинувам. Да. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Како што ме представивте, јас сум Анета Механџиска, вработена сум во Јуградска библиотека Браќа Миладиновци, а плюс работам еве со Сдруженијево. Ние сме 7 жени спремни, да, подготвени да ги менувате нештата. Дел од основачкото здружение. Нас не собра Ана Дуковска, она ни е председателка. Енергиите ни се така споени што сме сите спремни да работиме на промовирање на жената во нашето општество и креирање на идни генерации кои одат по патот на сите тие успешни жени кои до сега се реализирале. Така е. Секоја чест за сите 7 кои што верувам дека ќе повлечат уште многу други дами успешни кои што се подготвени да го подобруваат животот и секојдневието и третманот на македонската современа жена. Ние знаеме дека низ вековите се провлекувале многу слабости кои што македонската жена не и дале на македонската жена можност да ги покаже и докаже своите способности и квалитети и да излезе од рамката на една патриархална обична семејна жена. Туку, за жал, жената со векови била некако во домот, во семејството и била таа која требала да биде послушна и да мора да најде начин да ги разбере и да ги поднесе сите нешта во средината во која живее. Како основачка на ова здружение кое што е релативно младо, но оваа година формирано, вие веќе сте многу активни. Веќе втората конференција, глобална лидерска женска конференција насловена исто така Јас сум жена, се одржа деновиве во Охрид, каде што на вистина јас имав можност и на социјалните медиуми да видам толку прекрасни ликови, толку убави настани тука организирани, толку активности во текот на она што го испланиравте во вашата агенда, што се почувствував на моменти како да сум и јас присутна со вас. Секоја чест и браво, аплауз за сите вас кои што се потрудивте тоа така да изгледа убаво, светски би рекла, и секоја чест за Ана која неколку пати ни гостуваше. Ана е наша една од најуспешните македонки во диаспората која што на вистина умее да направи чуда и постојано ги поместува границите на незините способности, пример за жена. Успешна жена. Така. Ана ни е подвижното тркало за сиве работи што ги спремаме. Што се случуваше деновите на втората конференција, да ни кажете? Така, започна во саботата и мило ми е што имавте представа и таа позитивна енергија што беше таму, ја проширивме. Особено поради тоа што беше и нашата колешка уредничката Искра Коровешевска, која што се виде и по нејзиниот лик и по нејзината енергија и експресија, колку и таа таму се почувствува дека припаѓа во тој свет на убави, успешни, организирани жени кои што навистина сакаат да ја променат позицијата и светогледот на македонската современа жена. Така. Конференцијата имаше 4 панели. Првиот панел беше со жените македонки кои се у градежната индустрија. Вториот панел беше македонките во нетипични професии. Третиот беше македонки и културна промоција на Македонија. И четвртиот панел беше успешните македонки во светов кои ја промовираат Македонија таму. Така. Панел дискусиите ви беа организирани на еден многу убав спонтан начин. Јас ја молам режијата да ни даде и малку инсерти, еве вака ќе ги искоментираме гледајќи ги фотографиите од се што се случуваше. Така, ова е паузата помеѓу втората и третата панел дискусија. Имавме разговор со тренер за животни вештини Вишња Дурацовска со тема Светото тројство за брилјантност. И тоа бе едно убаво исполнети 40 минути со инспиративно како жената може да тргне сама од себе за да може да успее, да си се пронајде сама себе си. Така. Се погоди и времето изминатиот викенд? Да, ова е слика од саботата, во неделата кога бевме горе кај крстот, кој го светлува Охрид, дел од музичката
презентација додека се изведуваше таа цртаме во 7-осмински такт, а ова е во местото кај што бевме исто во неделата, кај што беше ручекот, каде што топло не пречека Наташа Недановска во низинијата домаќинска куќа. Да, преубаво. Навистина, времето ви беше наклонето, приликите и се останато. Браво и секоја чест за учесничките. Посакувам секоја наредна година да растете во смисол на организација, во смисол на подобрување и поместување на нештата. Имавте и арт-терапија, колку што можам да видам. На крајот завршно завршивте со сликање и со боење на една убава посветла реалност за нас жените, така? Така. Госпоѓата која ја водеше арт-терапијата, ја поздравувам, Цветанка Бурзевска, таа е психолог и започна со тоа дека сите сами треба да си се пронајдеме, нели, додека свири таа македонска музика. Тој седумосмински ритам по кој не препознава светот. Така. Да замислиме, нели, бои, чувствата кои во моментот ги чувствуваме и откако ќе заврши музиката, нели, тоа што сме го почувствувале, што сме го виделе, да може, нели, да го нацртаме. Да. Би било не фер, мислам, кон останатите дами, жени кои што се членки и активни во Сдруженијето, да не ги споменеме. Еве вака, ајде заеднички, вие сигурно подобро ќе го направите тоа од мене, да го споменеме. Вие сте сите од различни профили, од различни сектори, така, нели? Но ајде да ги поздравиме сите. Ние сме 7 жени. Јас сум правникот во Сдруженијето. Ана Дуковска ни е председател. Потоа е Нина Јанева Николовски. Таа е задолжена заедно со Искра Коровешевска за маркетинг и социјалните мрежи. Финансискиот дел го има Магдалена Завазновска и тука е исто помош од правниот дел Клементина. Така. Поздрав до сите, браво и секоја чест и посакувам навистина постојано да се надминувате себе си. Колку од минатата година, од првата конференција до оваа година имавте можност и време да изнајдете некои нови начини во кои што ќе делувате и да истражите какви биле ефектите на првата конференција, на оваа глобална конференција? Од првата годишна конференција која имавме лани, имавме многу добар и голем фидбек, позитивен фидбек и на социјалните мрежи и на нашата веб страна може да се погледне. Така да решивме, нели, она со полна пареја да продолжиме со работа. Во април имавме женски економски форум кој беше наменет за жените, домаќинки, како може да си планираат својот домашен буџет и како е најдобро, нели, да се снајдат со моменталната сегашна економска ситуација. Така да после тоа веднаш почнавме да ја спремаме и вторава годишна конференција, со тоа што увидовме сега дека жените во Македонија сепак можат да живеат во овој машки свет, нели, да се снајдат, да бидат дури многу успешни и веќе не може да видиме дека нема она класична поделба машка или женска професија според инспиративните приказни кои ни ги кажа говорничките која беа на конференцијата. Така да сега испремаме менторски програми за тие успешни жени кои ќе можат под закрила да земат, нели, идни девојки кои се заинтересирани за тие професии, особено ќе се осврнеме кон нетипичните професии, за да може, нели, да им помогнеме на тие млади девојки кои сакаат, нели, да успеат во животот. Исто така ќе имаме активности со мајките и старателките за лицата со попречености и можам да спомнам еве сега најбрзо ке на 16 септември имаме организирано заедно со уште неколку здруженија крводарителска акција. За тоа може поише, нели, на социјалните мрежи да се следи што како ќе се случува. Значи, и на социјалните жени треба само да пребараме јасно жена и ќе бидеме апдейтирани непрестано да ве заследиме и ќе имаме можност постојано да ги пратиме сите ваши следни активности и се она на што типувате целите инаку на
мрежата, на Сдруженијето. Јас сум жена која што вмрежува вакви успешни дами кои што сакаат да прават исчекори големи за жената во македонското секојдневие. Целите се да се сподели сето наше знаење, сето наше умење, искуства, вештините и целосниот капацитет и потенцијал на една жена без било какви ограничувања и стандардни стереотипи да се стигне до жени во сфери на општеството, низ нивните примери да се сознае положбата на нашата жена во многу краишта, со кои предизвици и проблеми тие се соочуваат и секојдневната основа да се изнајдат идејни решенија. Правите ли одредени истражувања? Има ли тим за истражувања во кои делови од нашава земја жената е навистина, би рекла, на некаков начин во позадина, оставена во една стара матрица да биде дома и едноставно да биде жена која што нема да има толку многу права како жените во урбаните средини, жените кои што се едуцирале, се избориле за некое место во ова општество и докажуваат секојдневно и континуирано дека навистина жената може да има клучни и големи позиции во секој сегмент, во секоја област, па дори да биде и лидерка. Лидерка, точно. Како што спомнав, нели ние сме 7 девојки, жени кои работиме секоја во својот делокруг. И секоја својот дел си го испитува и истражува. Еве да спомнам и Ребека Ристевски, и таа е дел од основачкото. Она е на пример заангажирана околу лицата со посебни потреби, така да таа го истражува тој дел во врска со жените. Ние другите моментално најмногу сме заангажирани околу жените кои работат во индустријата и во традиционалните даватели на услуги, каде се приметува тој полов јас на висината на платата. Така да се трудиме, нели, заедно, еве како што ги организираме, особено преку овие менторски програми, да ги бодриме жените, нели, да се приклучат, за да може, нели, да ги обучиме и да им посочиме, да им дадеме неформална едукација како може понатаму да продолжат и да бидат успешни. Што значи не треба више да не држи таа стигматизација која има во општеството, дека жената ако е мајка и раѓа, дека не може да се носи со одговорноста која еден маж на истата позиција, иако е татко, ја носи истата одговорност. И дека таткото може да излегува, да патува, да е почесто одсутена, мајката задолжително треба да биде во домот и да биде чувар на куќата. Така да веруваме дека жената може да носи таа голема одговорност која ќе има голем ефект врз општеството и идните планови на државата. Зошто да не биде и председателка жена? Така да. Во Сдруженијето не сте само успешни македонки кои живеат во Македонија, туку има и успешни македонки кои живеат далеку некаде на другата страна на светот. Денеска во ова време во кое многу полесно се вмрежуваме и се поврзуваме за среќа, па тоа е една голема придобивка за разлика од периодот пред социјалните мрежи, да не речем и пред интернетот, што е една добра страна. Какви искуства тие споделуваат на жените од некои поразвиени земји, каде што навистина можеби жената има еден поинаков третман, па и повеќе заработува посамостојна и верувам посвесна е за се она кое таа го располага и го може? Вака, жените, иако се понапредни таму, мислам по тоа што го гледаме и приметуваме, сепак во одредени професии таму може да се примети разлика и делење на маж-жена, но сепак имаме многу успешни жени кои успеале во светот на музиката. Сега ни беше и балерина наша која во Болшој настапува на тој балет. Па да не кажам, нели, глумицата, таа што беше во филмот Црната вдовица, Симона Живковска, иако она ни собрати само кратко, бидејќи снимањето и го поместила, па не можеше лично да присуствува. И тука ни беше една млада, инспиративна Ана
Велиновска, македонска пианистка која во Луцен во Швајцарија има успеано, така да кога ги слушавме, значи сваќаме дека македонката, жената македонка може секаде да успее. Да, се согласувам. Иако ова не е феминистичко, мораме да кажеме, ова не е феминистичко здружение, ниту пак ги штити исклучиво правата на жените за тоа што се жени, туку едноставно да ги видиме нештата со една реална слика. Постојат ли женски и машки професии во минатото? Девојчињата ги праќале исклучиво да учат женски учителка, медицинска сестра, па и толку, или ќе бидеш дома и ќе бидеш корисна за семејството, за децата, за сите. Денеска не е баш така. Така, веќе сваќаме дека нема поделби, дека жената бидејќи тоа претпоставам го има од истрајноста, упорноста и може да успее во секоја професија. Веќе може да сватиме дека не може да успее и во професии кои викале што бараш таму, не е ова за тебе, не е женска професија. А од друга страна треба мажите да бидат веќе пошироко гради и повеќе да гледат на тоа да им помогнат на жените за да можат нели да успеат и да во тој машки свет. Нели? Да, кога ме прашав за ова прашање се потсетив на нешто што јас како дете сум го слушала и секогаш сум се чудела какво е можно вакво размислување, да речеме во моето детство, во минатото. Беше за многу жени, луѓе, возрастни, беше многу интересно што мислеа дека луѓето кои работат на телевизија или жените кои работат на телевизија се нешто со сомнителна некаква природа и мора да се тие нешто сега не сакам да употребам еден неубав збор затоа што тука ќе се најдат навредени многу жени, па и тука и јас би се ставила, меѓутоа ова го кажувам како жива вистина дека жените кои работеа на телевизија мора да се нешто неморални, мора да не се нешто како што треба чим работат таму во една таква куќа или жени кои работат на некои други места. Нема да ги именувам, но еве во моментов сме во Алфа телевизија, па токму и поради тоа и го дадов како еден пример. Која од панел дискусиите го привлече најголемото внимание и зашто почувствувавте вие како тим, како здружение дека има потреба што почесто и што погласно да се говори? Најмногу внимание привлече македонки во нетипични професии, бидејќи ни тука ни се представи Јасна Атанасова Симјановска, која е единствен дипломиран оџачар во Македонија. Не жена оџачар, него единствен дипломиран оџачар во Македонија. Завршила, како што ни кажа, во Загреб, иако она има додатно друго професија со која се занимава нели секојдневно, тоа не восхити, бидејќи нели исто така тука може да ја споменам и Зорица Здравсковска Николова. Таа па е капитан во пошта Ѓорча, мислам дека беше во војската, така да едноставно чувството кое гледаш и самото спомнување сега на низиното име ми доаѓа стравопочит, респект да се исправиш. Исто така тука може да ја спомнеме и Марија Ѓоргиева, работи во сајбер безбедност. Ни кажа дека иако нели IT индустријата сега е во развој, многу малци има жени кои се занимаваат баш исклучиво со сајбер безбедност. Тука некаде при крајот на разговорот, Анета, како ќе ги бодриме и како ќе ги поддржиме жените кои што се уште не се охрабриле да излезат и да преминат од другата страна на платното, да се видат себе си, да си ги спознаат своите капацитети, своите квалитети, од било какви причини не биле досега во можност да се реализираат себе си, а длабоко во себе потиснуваат некој скриен талент, капацитет или што и да е. Едноставно да го слушнат своето јас, нели, да си се запрашаат што понатаму. Не, веќе не сме време кое жената треба само дома да седи. За да се спознаеш, за да си среќна, за да си успешна, мора нели видикот да го расшириш, но прво од сама себе си да почнеш и ние сме тука што му наподаде рака да ја помогнеме и да ја упатиме на правиот пат.
Така е. Доколку некој се препозна, некоја наша дама, гледачка се препозна во оваа убава порака, кратка, ама многу јасна, побарајте ги, заследете ги на социјалните мрежи, јас сум жена, пишете им, искомуницирајте и сигурна сум дека ќе го најдете линкот како да бидете подобра верзија од сопственото јас. Следни проекти ќе има што да очекуваме? Следно, сега зимата ќе има исто пак форум, но за конкретно и во детали најдобро е нели да не следите, бидејќи како што гледате годишна конференција веќе втора, ќе има и трета, и менторските програми, како што кажав, веќе ќе започнат. Слободно може да се пријават на веб страната, имаме линк, и менторки кои сакаат да бидат, а исто така жени или девојки кои се заинтересирани за некои професии, а за кои може нели да им пружиме неформална до едукација. Так, одлично. Се радувам што имавме еден ваков продуктивен и инспиративен разговор посветен на жените, дамите кои многу можат, особено нашата македонска жена се покажала навистина силна, истрајна, многу често скромна, но жена со големи квалитети на кои многу често неправедно и биле одземени шансите за да се докаже и покаже себе си во вистинско светло. Посакувам ова да биде една појдовна точка за многу дами, без оглед на тоа колку години имаат. Ви благодарам многу што бевте утре во наша гостинка и поздрав до сите дами во Сдруженијето и до сите идни активисти, панелисти и учесници на било која нивна активност, особено до нашата Ана Дуковска, која што знам дека не гледа, без оглед на тоа што е негде рано наутро, сега 2-3 часот е во Америка. Так, верувам дека со нетрпение гледа, 6 сати сме разлика. Сигурна сум дека не гледа и многу ја поздравувам.